од ризницата на црковното учење. Слава на Исуса Христа, драги слушатели на Радио Марија. Еве не повторно во емисијата од ризницата на црковното учење, каде читаме од енцикликите, документите на црквата. Ова емисија продолжуваме со читањето на најновата и прва енциклика на папата Лав 14, Величествено човештво. Да градиме за општо добро. Градењето град втемелен врз општото добро пред се бара градење врз карпата на односот со Бога. Тоа значи да препознаеме дека вистината на неговата љубов не повикува кон живот во изобилие и кон заедништво со него. И ние може да кажеме со светиот Августин: за себе не создаде Господи и немирно е нашето срце додека не се смири во тебе. Навистина, Бог во нашите срца ја впиша жетта за среќа што ги опфаќа сите димензии на животот, а црквата, во диалог со мажите и жените на нашето време, ја препознава итната потреба, таа жет да се чува и да се насочува кон нејзината најдлабока вистина. Понатаму, градењето за општо добро значи прифаќање на ограниченоста и ранливоста на човештвото како дел од неговата стварност. Денес, човечката жет за полнота на животот може да биде заведена од привидни цели, како илузија за технологијата што ветува ослободување од секоја кревкост или моделите на благосостојба што оставаат цели народи зад себе. Често ја полагаме надежта во неограничени надоградувања, во облици на напредок што може да ги продлабочат нееднаквостите и во моментални решенија што немаат сила да ги исцелат раните на народите. Така, додека некои ја следат илузијата на неограниченото самопотврдување, многумина остануваат лишени од основните потреби. Со понизен и решителен глас, црквата потсетува дека вистинското остварување се раѓа од хармоничен раст, што ја прифаќа кревкоста, каде што слободата и одговорноста се испреплетуваат со земната грижа и вистинската солидарност, а напредокот се мери според достоинството на секој поединец и доброто на народите. Градењето свет во кој секој може да процвета бара храбра одговорност. Секоја рака е потребна за товарот на предизвиците со кои се соочува светот, а секоја рака може да даде свој придонес, зашто мојата сила наполно се покажува во слабоста. Секому му припаѓа неговиот дел од зидот, на научниците и истражувачите, на предприемачите и работниците, на воспитачите и законодавците, на граѓанското општество, народните движења и верските заедници. Тоа е логиката на субстидиарноста, која ја цени соработката меѓу поколенијата, народите, дисциплините и културите како најдобар пат кон стабилност, благосостојба и мир. Напнатоста и разликите може да станат творечка сила кога се водени од заедничка одговорност. На крајот, градењето за општо добро бара евангелски јазик, да ги избегнуваме зборовите што понижуваат или внесуваат раздор, да ја избираме јавноста што просветлува и искреноста што отвара патишта. Нивниот ентузијазам и неоснованиот страв бараат трезвено расудување, да упатуваме кон критериуми на расудување, достоинство на човечката личност, општа намена на добрата, повластена грижа за сиромашните, грижата за заедничкиот дом и мирот. Потоа да ги преточиме во стварност, преку одговорно планирање, проценка на човечкото и општественото влијание, вклучување на најранливите, дигиталната писменост, како и преку истражување и индустрија насочени кон правдата и мирот. Да останеме човечни. За време на неодамнешниот редовен јубилеј во 2025 година,
Чекоревме како ходочесници на надежта и примавме многу благодати. Зајакнати со тие дарови, можеме со доверба да го продолжиме патот кон тешките задачи и предизвици што стојат пред нас. Во ерата на вештачката интелигенција, кога човечкото достоинство е изложено на нови облици на дехуманизација, наша итна должност е да останеме длабоко човечни, со љубов чувајќи го величественото човештво што ни е подарено и во полнота ни е отриено во Христос, чиј сјај ниедна машина никогаш нема да може да го замени. Вистинскиот напредок секогаш произлегува од срце, отворено кон другиот, од ум подготвен да слуша и од волја што бара единство. До сите католички верници, до сите христијани и до сите луѓе со добра волја, го упатувам овој искрен повик, смело да ги извалкаме раците на градилиштето на нашето време, како Неемија да се молиме, мудро да планираме и истрајно да работиме, повторно поставувајќи го Бога во хоризонтот на нашето дејствување, а човечката личност во средиштето на нашите избори. Така, отфрлените камења, сиромашните, болните, мигрантите и малените ќе станат камен темелник, а на земјата ќе израсне цврст и гостолюбив заеднички дом, каде што милоста и вистината ќе се сретнат, правдата и мирот ќе се целиваат. Тоа е благословот што го просиме од Бога. Задачата пред нас е да бидеме градители на заедништвото, наместо архитекти на Вавилон, слуги на царството што доаѓа, наместо господари на кули осудени на пропаст. Со срце на пастир и татко, ги молам сите луѓе да ја запрат градбата на уште една вавилонска кула и да ги здружат силите во градење на општото добро. За човештвото никогаш да не ја изгуби својата убавина и светот повторно да го препознае човечкото срце како место во кое Бог сака да пребива. Прво поглавје. Динамичка мисла верна на Евангелието. Во оваа прво поглавје имам намера накратко да прикажам како се обликуваше социјалната наука на црквата во поновото папско научителство и на Вториот Ватикански собор, за да ја расветлам неговата динамична природа. Во секое време, Рес Новаe го потикнува оваа учење да се соочи со историските прашања во светлината на објавената вистина. Во таа смисла, вештачката интелигенција треба да се согледа како развој што однатре ги предизвикува категориите на социјалната наука и бара нивно натамошно развивање во верноста кон Евангелието. Сепак, тој пат на развој тешко би се разбрал доколку пред да размислуваме за придонесот на поединичните папи и за нивните најважни документи, најнапред не разјасниме некои темелни начела за начинот на кој црквата е присутна во историјата и се однесува кон светот. Без такво разјаснување, социјалната наука би можела да се доживее како недозволено мешање во временските прашања или како надворешен етички кодекс наметнат одзгора. Во стварноста, тој извира од црквата што чекори заедно со човештвото, ја признава самостојноста на земните стварности и разликата меѓу црковната и политичката заедница и токму затоа настојува да му служи на општото добро. Црквата, присутна во светот како знак на единството на целото човечко семејство, ги препознава прашањата и предизвиците на денешното време, како средина во која го остварува сопствениот повик на слушање, диалог и служање, дозволувајќи да биде предизвикана од се што се однесува на животот на денешните мажи и жени. Таа вклученост во животот на народите и помага на црквата се појасно да разбере дека нејзиното послание има историски досег и носи одговорност за начинот на кој се гради општествените односи. Затоа, таа не може да се смета за туѓа на силите што го обликуваат лицето на општеството. Црквата активно учествува во процесите преку кои општеството расте и се уредува и го дава сопствениот придонес во остварување поправедно и побратско општество.
Папата Фрањо ја нагласуваше оваа историска димензија на посланието на црквата, потсетувајќи дека никој не може од нас да бара да ја протераме религијата во внатрешното свештилиште на личниот живот, без никакво влијание врз животот на општеството и народите, без грижа за здравјето на институциите на граѓанското општество и без право да дадеме свое мислење за настаните што ги засегаат граѓаните. Повикот и должноста на црквата да го придружува човештвото во конкретноста на историјата ја води да препознае дека земните стварности имаат сопствен карактер и поредок. Вториот Ватикански собор со особена прецизност го изрази тоа начело во пасторалната конституција Gaudium et Spes, чија 60 годишнина со благодарност ја одбележуваме и прославуваме на 7 декември 2025 година. Ако под автономија на земните стварности подразбираме дека создадените нешта и самите општества имаат сопствени закони и вредности, тогаш сосема оправдано е да се бара таква автономија. Оваа тврдење покажува дека создадениот свет го носи печатот на изворната добрина, која нашиот човечки поглед треба да ја чува, негува и да ја овозможува да расте. Од оваа гледна точка, црквата се нуди како присуство што помага стварноста да се толкува во сета нејзина длабочина, со понизна цврстина, подржавајќи ги изборите што го унапредуваат достоинството на секоја личност, поврзаноста на заедниците и доброто на сите. Така, таа стои покрај светот заветувањето за правда и мир, кое Светиот Дух продолжува да го одржува во срцето на човештвото, да може да донесе плод во секој човечки напор. Признавајќи дека Бог ја придружува слободата на човечките суштества во создавањето на историјата, Вториот Ватикански собор ја потврди разликата меѓу црковната и политичката заедница, нагласувајќи дека секоја од нив треба да действува со најцелосна самостојност. Присуството на црквата во светот се изразува и преку нејзиниот однос со граѓанското општество и јавните институции. Во диалог со нив, црквата ја признава вредноста на општествените и политичките стварности и ги почитува нивните посебни одговорности, подржувајќи се што го штити животот на поединецот и ги зацврстува темелите на општественото ткиво. Црквата не настојува да ги преземе функциите што и припагаат на државата. Таа ги цени оние што му служат на општото добро, и убедено ја признава одговорноста што граѓанските институции ја имаат во општеството. Во исто време, довереното послание ја поттикнува да остане блиску до вистинското страдање на мажите и жените од нашето време. Низината близина произлегува од евангелската љубов, што ја води кон раните на човештвото во миговите кога тие се откриваат со најголема тежина. Кога се вклучува црквата, го следи примерот на милосрдниот самаријанин. Дискретно и одблизну, свесна дека действувањето предизвикано од титна потреба не може да стане правило, ниту да ги замени институционалните одговорности што и припагаат на граѓанската заедница. Тргнувајќи од оваа двојно признавање, самостојноста на земните стварности и разликата меѓу црковните и политичките надлежности, појасно се разбира насоката што Вториот Ватикански собор ја довери на црквата во нејзиниот однос со светот. Gaudium et Spes не потсетува дека целиот Божји народ, а особено пастирите и теолозите, треба со помошта на Светиот Дух да ги слуша, разликува и толкува разновидните начини на говор на нашето време и да ги расудува со светлината на Божјото Слово за објавената вистина, секогаш да може подлабоко да се согледува, подобро да се разбере и посоодветно да се изложува. Слушањето на различните мислења е духовно расудување во кое Божјиот народ, воден од Духот, во културните и општествените предобразби, ги препознава знаците на Христовото присуство. Христос, кој доаѓа и ја води историјата на нејзиното исполнување, како и застранувањето што го засенуваат неговото лице. На тој начин, суштинското јадро на објавената вистина останува непроменето, а станува појасно и се усвојува како живо мерило за насочување на конкретните избори.
Тоа ги вдахновува патиштата на личното и заедничкото преобраќање, ги унапредува структурните реформи и ги поддржува новите облици на евангелско сведоштво во јавниот живот. Историјата е едно од местата каде што црквата му дозволува на духот да ја поучува за очовечувачката сила на Евангелието и учи да го развива сопственото учење во служба на достоинството на секоја личност и доброто на народите. Јевене на крајот од емисијата од рисницата на црковното учење, во оваа емисија проследивте дел од енцикликата на папата Лав 14 Величествено човештво. Овде ја завршуваме емисијата, останете и понатаму на брановите на Радио Марија. Од ризницата на црковното учење.